Староградските песни и серенади годинава одекнаа пред струмичани. По 9 пат се пееа старите песни, а публиката уживаше во изведбата на 8 групи од земјава. Распеани струмичани кои секогаш се дел од фестивалот на староградските песни, велат дека прекрасните мелодии ќе потсетат на убавите времиња, кога песната, љубовта и добрите намери биле во центарот на културните вредности. Ние посебно можеме да се пофалиме со избор на квалитетни композиции, нови, во изработка со нашиот диригент Игор Ангелов. Ќе биде многу интересно, многу разнолико. Во Ново Руво се разбира и амбиентално, значи староградски, сите облечени традиционално во такви носии. И ќе биде интересно за публиката, како и секоја година имаме разновидна публика, ги очекуваме пак од деца, внуци до баби, дедовци, значи од сите генерации. Публиката е секогаш многубројна, карти има, меѓутоа влезот е слободен, како и секоја година. Картите се символични, како еве наш еден символ дека нели посебно ги почитуваме и еден вид на покана означуваат картите. Убаво е да се дојде, да се види, да се прошета низ тој времеплов, значи кога љубовта била искрена, чиста во нека друга форма, а сепак иста помеѓу младите луѓе. Фестивалот под кулите на Струмица ги потсети присутните на старите обичаи, кои се восхитуваа на песните кои се дел од историјата на градот под царевите кули. Мислам дека Македонија има култура и традиција во негувањето на староградската игра и песна, посебно ние тоа го имаме во нашето културно-уметничко друштво Илинден во Битола. Меѓу нас, значи, постои навистина огромна љубов кон оваа игра. Ние сме ветерани, значи играурци бевме пред некои 20 години, а сега повторно настапуваме. Значи, штом ги оставаме сите обврски на страна, работа, деца, семејство и доаѓаме да учествуваме на ваквите фестивали, тогаш мора да станува збор за силна љубов и поврзаност и се разбира исполнување на аманетот што се вели на нашите баби и дедовци, значи за зачувување на старата песна игра битолска, македонска воопшто. Еден факт радува што од година на година се продолжува традицијата, односно уживувањето на староградската серенадна песна, што дава една гаранција дека во текот на наредните години поуспешно ќе се негува оваа традиција. Ние прв пат почнавме пред 10 години, бидејќи постоеше бојазност староградската песна да падне во сенка, односно серенадата беше исклучена од многу непознати причини и познати. Но, гледајќи го составот во кој што се зачленуваат млади членови, тоа дава една гаранција дека успешно понатаму ќе се негува староградската песна, што ми дава за право на мене да бидам оптимист и понатаму да ја прошируваме оваа дејност не само кај нас во Струмица, Радовиш и други градови, него и традицијата се пренесува и во другите републики, како например во Србија и во Бугарија. Фестивалот насловен како Под кулите на Струмица, по една од најпознатите струмички песни, до година ќе слави јубилеј 10 години од своето постоење.